Република Македонија годинава се очекува да има раст на бруто домашниот производ од 3,2%, со што во однос на сите европски земји ќе се најде на четвртото место според растот, додека до година се очекува раст од 3,6%, со што македонската држава би била втора со најголем раст во 2018 година на целиот европски континент. Ова го покажува зимската економска прогноза на Европската комисија, што денес во Брисел ја представија подпредседателот на Еврокомисијата задолжен за еврото и фискалната стабилност и еврокомесарот за економски и финансиски прашања. Според прогнозата, Македонија годинава ќе се најде на високото 6-то место во Европа според економскиот раст. Романија со 4,4% раст на бруто домашниот производ се очекува да има најголемо економско подобрување годинава на европскиот континент. Следуваат Луксембург со 4%, Малта 3,7%, Унгарија 3,5% и Ирска со 3,4%. Во 2018 година пак, ако го оствари планираниот раст од 3,6%, Македонија би била единствено зад Малта, каде се планира раст на бруто домашниот производ од 3,7%, а второто место во Европа би го делела со Словачка, која се очекува исто така да има економски раст од 3,6%. Европската комисија прогнозира дека невработеноста ќе паѓа право пропорционално со зголемување на вработеноста, па од 24,4% невработени во 2016 годинава тој процент се очекува да падне на 23,2%, а идната 2018 година на 22%, што би било рекорден пат на невработеноста во историјата на независна Македонија. Во зимската прогноза, објавена денес, Европската комисија очекува и раст на еврозоната на бруто домашниот производ од 1,6% во 2017 година и 1,8% во 2018. Растот на бруто домашниот производ во Европската Унија како целина треба да го следи сличен модел и се предвидува на 1,8% оваа и следната година. Во однос на фискалната политика на македонската држава, Еврокомисијата вели дека истата останала пресретлива во текот на годината и тоа со два ребаланси на буџетот донесени во средината на годината, што обезбедило стимул за раст. Тука се вклучени еднократните исплати за жртвите на летните поплави, како и дополнителното просечно зголемување на пензиите од 5% во декември минатата година.